Еве сме во кујната, веќе ви најавивме од прилика што ќе подготвуваме еден рецепт за кој што минатата недела зборевме, но ги немавме сите потребни состојки, ни недостигаше брашното од кокос. Да, сега го имаме. Веќе го имаме набавено, инаку е многу едноставен рецепт и верувам дека ќе ви дадеме еден мотив плюс и вие денеска да си ги подготвите овие бомбици од лимон и кокос. Се што ни треба е кокосово брашно, малку мед, грчки јогурт, лимон, кора од лимон и што користиме? И екстракт од ванила. И екстракт од ванила. Сето тоа, многу едноставен рецепт. Прв пат ги правиме, ама мислам дека не е некоја голема филозофија за да не ни испаднат. Во меѓувреме треба да се разбудиме заеднички, нели со некого во нашата стандардна рубрика Будење, а тоа утрово го правиме. Марко Џамбазовски. Инаку пред години имаме прилика токму овој бенд да го представиме, поточно и да го екранизираме на некој начин нивното творештво на Телма телевизија, утринска Телма, со бендот Визија. Денес Марко работи и сосема на друго поле и денес, меѓутоа она што би сакал да го споделам е тоа дека ова момче бележи голема популарност на социјалните медиуми со тоа што секој пат сака да ја представи Македонија на фантастичен, прекрасен, експресивен начин и тоа преку фотографии и видеа. И чинам дека ова можеби започне, ќе го прашаме Марко утринава, можеби како негов личен екопроект, да истражиме Македонија на вистински начин. Дали тоа беше можеби во екот на пандемија, кога секој од нас некако можеше многу повеќе и си бараше начин како да се истражи сопствената земја, традиција и култура, така мислам дека тоа тој вешта го направи во тој период. Така што утрово, претпоставам дека од својот дом, не знам како му се работните часови, дали ноќна птица е и така натаму. Сега ќе ни каже Марко, добро утро, ние ќе посакаме добро утро. Да. Добро утро, добро утро. Како си ни, Марко? Па добро е. Те натиравме да станеш или вообичајно спиеш овој дел од денот? Па да, вообичајно спиам. Ама немам искрено некоја посебна испланирано време кога се будам. Затоа што моето работно време е малце флексибилно, немам стриктно работно време. Така што генерално се будам природно. Да, и тоа ти дозволува всушност на некој начин да се будиш и со утринците. Искрено тоа се прашувавме со Цеце, пред години го представавме проектот на Визија. Знам дека се уште некако гравитирате во различни формации и така натаму. Не дека се исклучува можност овој бенд повторно некој пат да биде тука присутен и да настапи, меѓутоа мислам дека многумина ти честитаа за проектот баш вистински да истражи Македонија преку своите фотографии и видеа. Дали бев во право кога кажав дека можеби тоа се започна како еден твој личен проект во екот на пандемија? Па не, јас генерално уште предходно си патував така низ Македонија. Не знам кога точно има започнато целото тоа. Можеби со постирање на фотографии, на видеа на социјалните мрежи малце пред пандемијата. Меѓутоа и предходно си патував, можеби не толку често како сега, само што не објавував редовно на социјалните мрежи. Сега веќе поинаку. Од дете ми си има развиено таа љубов за шетање. Се сеќавам баба ми на времето, пошто како дете ич не сакав да јадам, и баба ми на времето ќе земеше викендичка на Марков манастир, и ќе земеше едно тањече со храна и ќе ме плеташе по реката, и само така сум јадел. И мислам дека уште од тогаш ми си има развиена таа љубов за шетање. Дефинитивно. Да, ја започна годинава со некои истражувачки моменти и мигови од Македонија. Знам дека голем дел сме зборили приватно дека имаш голем дел веќе прошетано од нашата земја, меѓутоа дали годинава имаше прилика да ја започнеш на ист начин? Еве во моментот додека ти говориш, може да забележиме дел од твоите дизајни кои што може да се погледнат. Баш ке кажам дизајни, не знам дали си направил некој пат изложба на твоите дела. Треба да подразмислиш. Тоа немам направено. Може да се направи, добра ти идејата. Инаку, да, годинава почнав исто така со прошетки, може би малце поретко, не знам, уште сум веројатно некој зимски сон. Ама, да, имам веќе неколку прошетки така низ Македонија. Може да се види сите мои патувања на социјалните мрежи. Да, Марко, имаш ли некое место кое што посебно ти изненадило? Затоа што нели, знаеме колку нашата Македонија е навистина богата со преубави места.
И нели вообичаено се оние стандардни кои што ги промовираме, но има ли некое подзаскриено, некое порурално местенце кое што навистина те воодушевило и вака ни го препорачуваш? Искрено, тоа е она што ме води низ сите овие патувања, она што трнувам без никакви очекувања на овие места. И кога одиш без некое очекување, постојано си изненаден од се она што дочекува таму. Така што не би можел да изберам некое посебно место, затоа што секое место си има своја убавина. Дури некојаш има и некои работи кои што негативно ќе ти изненадат. Например, има многу напуштени училишта, да речеме, каде што едноставно ќе те обземе некоја таква емоција, каде што гледаш колку се промениле работите. Дури има училишта каде што сега неодамна постирав таква сторија, каде што има начекав едно напуштено училиште каде што внатре се останато како замрзнати слики од пред 70 години. Чинам дека тоа баш го погледнато и прости на дигресија што те прекинувам. Знам дека наидуваш на фотографии, некои артефакти од самото училиште и баш да речеме некои документи и тоа се го екранизираше, мислам дека на социјалните мрежи. Да. Ете токму за тоа А во кој предел е тоа, Марко? Како извини? Во кој предел од Македонија е тоа? Тоа, ова конкретно што го имав постирано беше во источниот дел на Македонија и така една жалосна слика за тоа колку сме дозволиле селата да бидат целосно напуштени. Едноставно порано секоја година се образувале таму голем број деца. Денес, например, сликата е сосема различна. Да, малку е жално, верувам. Ќе ни раскажеш и за следните твои патувања, но во рамки на оваа рубрика вообичаено прашуваме и за утринските ритуали. Велиш, стана сега, нели, вообичаено природно се будиш малку подоцна, но како ти започнува утрото, Марко? Дали стандардно е кафето, оној утрински пијалок кој што дополнително те буди или растонува, или знаеш да го замениш со нешто друго? Остануваш на едно, две кафиња во денот? Ајде малку околу тие моменти. Па јас сум веројатно еден од ретките што воопшто не пие кафе. Не си еден од ретките, тебе го тимот на Марко. Ти си во мој тим. Знам Марко, и за тебе сме правеле мојот, мислам дека има нешто до името. Дефинитивно. може. Други некои Марковци што исто така или ретко или воопшто не пијат кафе. Марко, ти пиеше па се откажа или воопшто никогаш не си сакал? Не сум имал желба да пијам, сум пробал неколку пати и мислам дека ми влијае скроз противно од сите други луѓе. Мене ми успива кафето. Ова прв пат го слушам. Да, прв пат слушам некој да го успие, добра. Ете, има. Не, да, супер испадна. Марче, ние правиме бомбици и прости повторно што те прекинуваме и можеби ги говориме десетина дена. Рецептот е едноставен, ќе те прашаме и за тоа. Значи, кафе не пиеш, тоа дознаваме, тука сме во Што друго пиеш? Пијам, ете чајче ми обично, знам наутро се напијам. Така што веројатно тоа би го издвоите како колега. Ритуал. Инаку да се докажам, јас генерално за разлика од многумина се будам во работна недела, можеби малце подоцна, но за викенди најчесто се будам, тоа се оние денови кога се знам да се разбудам порано. И најчесто кога се случуваат овие патувања, прошетки низ Македонија, едноставно за да го искористам денот. Имено. Малку е неблагодарно да кажеме кој дел од Македонија повеќе те фасцинирал. Морам да признам дека многу повеќе го имам истражено источниот дел на Македонија. Меѓутоа, топ 3 дестинации кои што велиците зацкриени, а вистина вредат да се посетат според изборот на Марко. Знаеш, вака кога размислувам за локации, многу има врска кога го размислувам ова. Значи, постојано имам различни, например, во лето обожавам да одам на Кожух, да речеме. Или, не знам, потоа Маријово. Зависи се од
расположението. Падаре на некој И начин. од кое годишно време е веројатно? Да, вака кога си ги разлистувам фотографиите, секогаш имам некоја различна емоција кога ја гледам фотографијата. Така што не знам сега, еве ако треба да препорачам некое место, можеби најдобро луѓето што ги интересира да го посетат мојот профил и да се инспирираат самите од фотографиите или од местата. Па ако можем и некако да им помогнам, ако имаат некој прашање, слободно нека ме контактираат. И би рекол дека е најдобро секој да си го следи својот инстинкт и тоа што тој сака да го види и да го прави, да го посети. Апсолутно. Што сите имаме различни желби, различни... Да, естетиката на животот. Различни гледаме местата едноставно. Така е, апсолутно така. И по сензибилитет сме сите некако различни, меѓутоа тоа го чини светот поубаво место. Кога сме кај готвењето и храната, кажи ми најчести твои кулинарски творби. Имаш нешто што готвиш, Марче? Имам чувство дека го правиш тоа некако. Имаш чувство дека до името и дека добро се снаоѓа во кујна? Па тој еднаш во една ситуација направи тука една салата со мене, меѓутоа не знам. Да, читам дека тоа беше можеби минатата сезона. Кога ме немало, да, што Да. не памтам. Бурита правевме, бурита правевме. Моето омилено, па ти Марко треба пак да дојдеш значи И тоа тука. не беше лошо. Не знам дали се сеќаваш, ветив за следен пат, тулумби ќе правиме. Тулумби. Јас ќе те предадам во нејзини раце, Марче. Може, За добре, скоро. дојден си. Знаеш да правиш нели универзално пак кажам и healthy snacks или здрави закуски? Па, генерално јас сум повеќе по јадењето, не сум толку по По готвењето. готвењето. Ама може, и тоа може да се направи. Знам понекогаш Еве еден секако. пример за здрави Ни бомбици, испадна Марко. утрово. Овие денеска што ги направивме, да. Како Рафаело бомбици, И уште многу само. убаво мирисат, Да. ако си љубител на кокос, мислам дека посебно ќе да ќе ти се допаднат. Некаде Да, пред да ничего те одем. За музика да одјавиме, прашаме. да, тоа сакав и јас да потенцирам, што е со музиката во твојот живот, со оглед на тоа што е некако нели низ годините постојано се провлекува. Каде е во моментов, на кое место? Па, уште си е негде високо, а меѓутоа не сум толку активен во периодов, во моментов, да речам. Тоа не ги исклучува плановите за буднина, мислам дека кога тоаш, дали заедно, дали над некој друг проект со визија, пак може да се... Пак ќе се спојат. Музичка приказна. Така што ќе видиме, уште немам нешто конкретно што можам да кажам. Јас по дома си творам, си компонирам, си свирам, така што не е дека воопшто веќе сум исклучил музиката, напротив. Па ќе видиме, може ќе се дружиме во емисија кај вас пак за и на музички план. За музички работи, И да, да кај знаеш дека го Марко. чекаме тоа. Марче, со каква мисла може би го почна утрово и со каква мисла може да ќе го споделиш тоа така некако да ја испратиме оваа ризница од наши утрински будења во случајот заедно со Марко Џамбазовски. Со каква мисла, со мисла, колку ми се спие. Кратко и јасно. На Ајде тогаш да не те држиме. Да одиш да си Малце поспиеш. ќе се доспиам, па после мислите ќе ми дојдат. Да, го знам ова чувство, Марко. Те оставаме во добар сон, се надавам. И уживај во остатокот од овој ден. Те чекаме и на гости тука, или со бурито, или со тулумби, или со Тулумбите. било што. Така што се надевам дека за скоро ќе се дружиме повторно. Секако, фала многу. Ајде, убав ден и на вас. Убав ден, Убав ден, ти Марко. благодариме што успеа сепак да искористиш утрото малку, да го скусиш својот сон, а сепак да бидеш со утринска антилма и со нашите пријатели кои што во моментот се на наша фреквенција. Тоа беше нашиот Марко Јас Џамбазовски. морам да признам дека многу убав Да, значи ова е сериозно кога од апсолутно без очекувања, па може да Да пробаме? Да пробаме, Може. да. Јас дури знаеш како на времето кога се ставаше лешничар внатре, може затоа и така сакав требаше. Рафаело, ќе само ми што јас спадне. себе се обидувам да најдам некаков барем јаткаст Па плод. сега немаме, веројатно Ама, нема, може веројатно. ни се горе во канцеларија, ама добро, ете може да направиме репете не денес, Со задоволство. во некој нареден период. Само да кажеме дека сусаме доволна дозава. Да. 12 добивме. 12 добивме, значи Од едно 150 канче грчки јогурт. Да, 150 грама канче грчки јогурт, независно дали сакате нели малку со поголема пробам. масленост или не, слободно ти дегустирај, јас ќе кажам што се постои во рецептот. Раскажувај. Ми падна.
Многу убаво. Да, 150 грама грчки јогурт, околу 6 до 7, може би малку повеќе во зависност од хомогеноста која што ви е потребна и структурата, лажици кокосово брашно, ставате 2 лажици мед, малку екстракт од ванила, кора од лимон и половина лимон цедите и еве добивате. Значи, многу се добри и вкусот или моментот на лимон многу освежува. Тоа сакам да го потенцирам. Баш ми е драго. Еве денеска нашето Лимон Рафаело издание во